Ова е причината како јас им помагам на бизнисите преку 3 клучни бројки кои што јасно ги водат во предвидлива продажба и нивниот бизнис буквално расте. И тоа не расте за 10-20%, туку расте пати 2, пати 3, пати 5, онолку колку што си ти спремен. Нема друга филозофија, многу едноставно, само обиди се да ги сватиш овие 3 клучни бројки кои што секој Божји бизнис може да го порасне. Зошто ги растеме бизнисите? Е токму затоа што ги ја разбираме суштината на овие 3 бројки. Следиме. Прво, ТДК, а тоа е скратенка од трошок за добивање на секој Божји клиент. Значи, колку тебе те чини да добиеш еден клиент? Дали клиентите ги добиваш преку телефонски разговор, ладни повици, продажни разговори, дали ги добиваш преку посета од комерцијалисти, дали може би ги добиваш преку генерирање на лид магнети преку социјални мрежи или како и да е. Она што те чини како трошок, буквално вкупен трошок за да добиеш само еден клиент. Овде земи ги во предвид сите Божји трошоци, како провизии, бонуси за вработените. Може би да имаш провизија за добивање на аквизиција на нови клиенти. Плати, придонеси, зебанци, све живо што те чини да добиеш еден Божји клиент. Како ќе ги добиеш? Собери ги сите трошоци и пресметај го следното. Втора работа што ти е важно во оваа работа е буквално животниот век на еден клиент или животна вредност на твојот клиент. Што значи животна вредност на еден твој клиент? Колку пари троши еден твој клиент кај тебе и колку време се задржува кај тебе. Например, една просечна продажба ти е 100 евра и да речеме тој клиент купува 3 години кај тебе, со ред, да речеме 3 пати или еднаш годишно, значи во овој случај еден твој клиент вреди 300 евра. Овие бројки земи ги како просек кај тебе, како ќе дојдеш до овие бројки? Просечна продажба, вредност на просечна продажба, вредноста на колку често во просек луѓето ти се задржуваат, ќе ја добиеш оваа вредност. Зошто ни е важно? Ќе видиш подоцна, само да ти ги објаснем овие 3 работи. Трета важна бројка е Return of Investment или поврат на инвестиција. Поврат на инвестиција. ПНИ. Што значи поврат на инвестиција? За колку вложени средства, колку добиваш и колку на крајот на денот ти останува. Еве сега ќе ги поврзаме сите 3 овие работи. Да речеме те чини едно добивање на еден клиент те чини 1 евро. Да предпоставиме дека 10 евра е животниот век, животната вредност на твојот еден просечен клиент, што значи дека вредноста на поврат на инвестиција ти е во случајот 9 евра. Овие бројки ги зедов како пример, дотурај нули како ти арно. Што сакам да кажам? Ако ти знаеш предвидливо дека за секое вложено евро да добиеш еден нов клиент, дека ќе добиеш од истиот тој клиент во одредено време 10 евра, тоа значи дека повратот на инвестиција ти е 9 евра за секој вложено евро. Ова се бројки кои што секој предприемач мора да ги знае како буквално како буквар, како себе што се знае. Најчесто, кога разговарам со луѓето и кога им ги поставувам овие 3 прашања, верувај дека никогаш не добивам јасен одговор. Ова веднаш ми кажува точно да знам дека овој предприемач не води бизнис, туку овој предприемач има јасно хоби. Зошто? Ако јас знам дека за да добијам еден мој клиент ме чини 50 евра и имам, да речеме, 50 евра по клиент, да речеме дека животната вредност негова ми е 1000 евра. И ако ми се трошоците, значи разликата 950 евра, колку пари можам јас или ти да вложиме овде, со сигурност дека буквално ни се враќаат. Но ова е нешто што треба да го знаеш буквално за секој месец. Оти колку си попрецизен во овие бројки, толку ти можеш јасно да инвестираш
и да твојот бизнис буквално предвидливо да расте. Кога веќе ги знаеш овие три бројки, колку те чини да добиеш еден клиент, колкава е вредноста на тој клиент и колку време останува и колку е разликата од трошокот до инвестицијата, сега буквално твојот бизнис станува предвидлив, колку ти сакаш да вложиш на дневна база и колку си спремен истото и капацитетот на испорака, нели? Внимавај да не продадеш повеќе од што можеш, нели, да испорачаш. Ова секогаш ми се случува со клиентите, каде што ќе ми ја направиме продажбата пати 5, пати 10 и после чистат магазини, празнат производство, па морат преку времена да останат, но ова верувај дека се сладки маки. Сега, кога ги знаеш овие три бројки, што следно треба и кои прашања да си ги поставуваш? Многу едноставно. Како да ја намалам оваа цена од 50 или од 1 евро да стане пониска? Многу едноставно, размислуваш само во овој дел како да ги намалам трошоците за добивање на еден клиент. Второ прашање кое што треба да го поставиш е буквално есенцијално, а тоа значи како да ја максимизирам вредноста на мојот клиент, односно како да ја зголемам вредноста на клиентот во смисла на време и во смисла на пари. Што тоа значи? Скалабилна понуда. Прво поевтино, па одиш кон поскапо. Ова е стратегија која што јас ја применувам и моите клиенти, значи поентата е работи паметно, а не напорно, предвидливо. Кога му решаваш еден проблем, супер, кој следен ќе му се појави? Супер, кога ќе го решиш тој, кој следен проблем ќе му се појави? Значи, поентата е што подолго да соработуваш со еден клиент, задоволен клиент, како тој расте, така и ти растеш. Како велат, нели, ако сакаш да заработиш 1.000.000 евра, како тоа можеш да го направиш? Па нормално помогни на 10 луѓе да заработаат по 100.000 евра. Нема научна фантастика. И третото прашање кое што треба секогаш да си го поставуваш е буквално како да ја зголемиш вредноста, буквално, нели, односно маржата преку расчистување на овие три работи. За крај, до следниот пат. Бизнис не е оператива. Ова е бизнис. Не е оператива, чукање, коење, бичење, заебанција. Чао!